Климатските промени стануваат се поевидентни во земјоделското производство. Градот ги уништи насадите во Преспа и земјоделските посеви во Радовишко. Пепелницата и годинава се заканува на плантажите со грозје во тиквишијата. Лозарите стравуваат за родот. Од Министерството за земјоделство порачуваат земјоделците што поскоро да се адаптираат на климатските промени и да преземат мерки за заштита, за намалување на последиците, но и да размислуваат за осигурување на земјоделските посеви. Од тука се најавуваат два нови концепти кои би можеле да најдат практична примена и во нашето земјоделско осигурување. Се разгледуваат две можности: турски или шпански модел на осигурување на земјоделското производство, со што ќе се намалат и средствата за исплата на штетите во земјоделството. Паралелно работиме и на сосема нов систем на заштита од климатските промени на некој начин, она што ние можеме да го преземеме, да се адаптираме на климатските промени и како што и тоа вчера го најавивме со премиерот од седницата на Комитетот за земјоделство и безбедност на храна, ќе промовираме во наредниот период нов концепт на земјоделското осигурување, подигнување на свеста и можностите, вклучување на реосигурителната компанија Европа Ре, каде што Македонија е еден од основачите, разгледување на можноста на купување на финансиски инструменти во ова реосигурителна компанија и промоција на нов модел, односно моментално ги анализираме шпанскиот и турскиот како нови модели на потекнување и искористување на ова земјоделско осигурување. Државата и понатаму ќе покрива 60% од осигурителната полиса како и досега. И покрај субвенционирањето изминативе години земјоделците не пројавија голем интерес за осигурување на посевите. Осигурителните компании се пожалија дека само 10% од производителите го осигуруваат родот. Според податоците од Министерството за земјоделство, годишно околу 5 милиони евра се исплаќаат за штетите во земјоделството. Само лани барања за проценка на штети од доцните пролетни мразеви поднеле 16.000 земјоделци во државата. Средствата се уште не се исплатени.